33 годишниот американец Бен Хоербер дошол во Украина во летото 2023 година. Моја мамо померла. Мајка ми почина, па бевме само јас и татко ми. Му реков дека ќе одам во Украина, а тој рече дека знае оти не може да ме предомисли штом сум решил. Хоербер бил професор по култура и историја на Универзитетот на Северна Џорџија и секогаш сонувал да патува низ Европа. Значи, кога војната започнала, тој го испратил својот автомобил во Белгија, потоа во Полска и на крајот во Украина, каде што почел да го користи за испорака на хуманитарна помош за регионот Запорожје. Набргу, откако пристигнал, Хоербер се приклучил да волонтира во ковачницата на Роман Тринос. Зараз можна 800 ми робили. Жиците изгледаат токму како оние што се користат за спојување документи, но се многу поголеми и се користат за изградба на воени ровови и засолништа. Роман Тринос цел живот е ковач. Пред 20 години изградил ковачница во својот двор. Од 2014 година Тринос прави мали шпорети за украинската војска, а по руската инвазија во 2022 година почнал да прави подпори. В кузні, які працюють в волонтерському режимі. Има толку многу барања кои доаѓаат не само до нас, до многу доброволни ковачи. Тешко е да се исполнат сите. Тринос работи благодарение на донации. Тој вели дека може да се дозволи да купува околу 1 километар од долгите тенки метални жици секоја недела. Тоа може да произведе доволно спојници за помеѓу 8 и 35 засолништа. За 2,5 години од почетокот на војната, оваа мала ковачница испратила 235.000 метални рамки до првите борбени редови. Хоербер помага во ковачницата најмалку 3 пати неделно и испорачува хуманитарна помош во други денови. Тој исто така помага при склопување на дронови и му предава англиски јазик на локалното население. И колку повеќе помага, толку повеќе учи украински. Але, ја бул во Украина Во оден Украина сум 1 година, а мојот украински не е премногу лош. Секој ден разбирам се повеќе и повеќе. Можам да се разберам. Во февруари 2024 година Хоербер отишол во Флорида да го посети својот татко, но брзо се вратил во Украина. Тој вели дека земјата разурната од војна е местото каде што се чувствува среќен овие денови. коли виња. Мислам дека ќе останам и по завршувањето на војната. Ке има уште многу да се направи овде. Да, мислам дека ќе останам.